Разочаран сум од Катица Јанева. Ова денес на пресконференција го кажа председателот Стево Пендаровски, коментирајќи ги сите актуелни случувања во кои се споменува името на специјалната обвинителка и мега скандалот Рекет. Аудио и видео снимките кои се споделуваат на медиумите изминативе денови предизвикуваат длабоко разочарување кај сите граѓани, а особено кај оние кои со години и под цена на постојани притисоци и закани од поранешната власт протестираа секојдневно барајќи правда. Револтот кај граѓаните е огромен и сосема оправдан. И јас, како граѓанин, како човек, не како председател, сум разочаран што се изневерени и моите очекувања. И тоа најмногу од луѓето од кои очекувавме да се борат за правна држава. Поради се во ова, председателот Пендаровски во јавност излезе со листа на барања. Барам од надлежните институции. Прво, ефективно, брзо и темелно завршување на истрагата, почитувајќи го начелото на презумпција на невиност. Второ, доколку има докази да се поднесат обвиненија против сите инволвирани, без разлика дали се носители на јавни функции или не. Трето, освен кривично правната одговорност, доколку има друга, било каква поврзаност со случајот во смисла на давање на заштита на лицата под истрага, инсистирам и на политичка одговорност на политичарите, независно дали се од власта или од опозицијата. Во овој контекст е најдобро сите оние чии имиња се споменати, независно дали со основ или намерно само со цел да бидат дискредитирани, само иницијативно да дадат изјави пред надлежниот обвинител со цел да покажат дека пред законот и пред јавноста сме сите исти. Јавноста има право да ги знае нашите ставови, дури и ако се работи за најневеројатни конструкции и шпекулации произведени со нечесни намери. Длабоко верувам дека ние политичарите сме со поголема одговорност од другите граѓани, затоа и нашите евентуални противзаконити дејствија треба да бидат процесуирани со поголемо внимание и дури и построго казнувани во однос на другите граѓани. Во оваа смисла очекувам зголемен мониторинг и од вас, медиумите, и при тоа треба да ни биде помалку битно кој ги набавил или кој ги дистрибуирал снимките од тоа дали содржината на разговорите е вистинита или не. При тоа барам од медиумите, се разбира без да се нарушува слободата на јавно информирање, внимателно да ги проверуваат информациите пласирани од различни страни, затоа што лажните вести немаат за цел да ја информираат македонската јавност, туку да ја подкопаат вербата на граѓаните во правдата и во државните институции. И четврто, како председател давам целосна поддршка на надлежните институции, а особено на обвинителството и судот, и ќе ги употребам сите уставни и законски овластувања за да ги заштитам од притисоци. Исто така, ќе ги употребам сите законски овластувања да ја заштитам националната безбедност од евентуалните обиди за нејзино нарушување било од внатре, било од надвор.